Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Оглен Јанески, во која што денеска ќе разговараме за тема поврзана со нешто што порано сме го разговарале како две различни теми, односно во различен период различно биле разгледувани, но овој пат се спојуваат во едно поради тоа што и антикорупцијска даде такво известување. Антикорупционерите денеска поднесоа иницијатива за поведување кривична постапка до јавното обвинителство против поранешните генерални секретари во владата Драги Рашковски и Мухамед Зекири, кои според антикорупцијската сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Според председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, законска основа за оформување на овој предмет била објавата во медиумите дека владата за потребите на Генералниот секретаријат заради извршување специфични ангажмани врз основа на авторски договори ангажирала поголем број физички лица надвор од редот на вработените, при што биле исплаќани хонорари кои само еден месец изнесувале над 37.000 евра, односно над 1 милион евра за 2019 и 2020 година. Според одговорот од Генералниот секретаријат на 31 октомври 2021 година, вработени во редовен работен однос биле 253 лица, преку авторска агенција во тој момент биле 54, а одстапени работници преку приватна агенција биле 18 и ангажирани преку договор за дело биле 8 лица. Генералниот секретаријат пред склучување на договорот, како што велат од антикорупцијската, писмено се обраќал до авторската агенција, од која барал склучување авторски договор со конкретни лица, чии лични податоци се содржани во барањето во кое се наведени задачите, што лицето ќе ги извршува, месечниот надоместок и периодот на ангажманот. Инаку обвинителството го обвинува Зекири дека во периодот од април 2021 до јануари 2022 година, во својство на генерален секретар на владата, без да спроведе јавна набавка, склучил договори за консултантски услуги со фирма кој бил во вкупна вредност од околу 941.985 евра, што е за околу 147.000 евра повеќе од 795.000 евра износ што бил договорен за консултантските услуги. Против Рашковски е отворен судски случај познат во јавноста како софтвери, во кој тој е обвинет дека со злоупотреба на службена должност набавил софтвер за МВР, што не се користи, ниту пак бил во план да се користи, при што му овозможил богатење на трето лице. На 0260901924 или пак 925 може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари во однос на денешната тема која што ја имаме, или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи, доколку имаме некој на линија, веднаш одиме и со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до тебе, Огне, и од телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. повелете. Да кажам, овој предмет уште одамна го дискутираме, али ова новина сега на Билјана Ивановска на ДКСК, а тоа е еден голем резултат, што сега веќе јас и порано кажав дека на државната антикорупцијска комисија треба да даде поголемо властување, за да може вакви кривични пријави да ги проследуваат до обвинителството, како би можел да се расветлат сите овие девијантни појави што се јавуваат кај генералните секретари и секретаријатот во владата, со тоа што еве тука е на голема широчина на државната антикорупцијска комисија, каде што има право да поднесува кривични пријави за одредени кривични дела, како што се ова вработување по договор на дело и така натаму, што тоа во законот веќе е укинато вработување по договор на дело. Ја не знам зашто тоа се уште е во игра, тој договор на дело. Тој договор на дело не постои повеќе. Тоа само се вработува, вика таму времено вработување во рок од 6 месеци, а не од 2-3 години и така натаму. Затоа ова е многу паметна и интелигентна работа на Државната изборна комисија, Државната антикорупцијска комисија, која што на некој начин веќе треба на Македонија да ја докаже дека веќе таа државна антикорупција постои и почнува да функционира. И јас го поздравувам се тоа што го прави председателката Билјана Ивановска и со тоа се добива во оној правен аспект каде што не треба према никого да имаме ние попуштени, треба да функционира за сите подеднакво, да се поднесува кривични пријави, за да може обвинителството да ги рачистува тие кривични пријави.
Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Па, и мене неколку работи не ми се јасни. Например, знаев дека имаме министар за спречување на корупција. Овој што ловеше путер со поминат рок. Сега тој оти не поднесе, например, кривична пријава за корупција, например. Значи, тој има функција за спречување на корупција, а не поднесува кривична пријава. Мене вака по автоматизам и тој ми звучи за соучесник. И тој треба да добие кривична пријава. Затоа што тоа му е службена должност, да ја спречи корупција. Понатаму ме чуди, што бидна со Фрики, со Кики, со Боки, со Дончев, како тоа сите тие се замешани во криминали, а тој што ги назначи, тој што им даваше пари, оној абилицираниот Бавчанџија, тој не е крив. Тој не е одговорен. Томате, многу вака ми е чудно. Друга работа, не знам вие новинарите колку сте запознати, а и јас не можам да дознам, колку кривични пријави во фиоки седат по неколку години. Да не речам по 5, по 6 години. Од изборни измами, од тендери, од насилства, а пази, спрема новинари се удира. И то како никогаш повеќе се удира. Мене тие работи не ми се јасни. Ама се си мислам дека кога ќе се заврти тркалото, мислам дека многу обвинители што ги чуват тие предмети во фиоки и тие ќе бидат обвинети. Или пак, за да куркуват од такво соучесниство, ќе станат слуги на следната власт. Боже здрави, ќе се слушниме следен пат, кога ќе се смени власта, дали и што ќе направат тие обвинители, дали ќе бидат соучесници или ќе ги извадат предметите од фиоките. Да, тоа несомнено ќе треба да се слушнеме баш поради ова што го зборувате и особено затоа што оние кои што ги кријат таквите предмети, особено во делот во последниот дел кој што го зборувавте, тука има сосема материјал за посебна една тема. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, погласно речија. Повелете. Видите сега, во нашево држави ќе имаме многу актери и режисери. Значи, цел парламент ни е се глумци. Значи, ја сгрешиле струката, ја сгрешили на еден начин. Требале да бидат глумци, ќе достигнале до некој Оскар голем. Ако поставиме детектор за лаги на врата и еден по еден да ги тестираме, знаете колку ќе испадна дека се замешани во корупција, во бизниси и во реки други работи? Дека за едни е државата мајка, за едни е маќија. Многу ќе испадна. Немој да мислите дека и овие од ВМРО и овие од СДСМ дека се китка за миришење, дека двете партии се чисти. Ако овие не се на власт, и тие се замешани. Само што народот то не го прате. Е заведен партиски и не знае за кој да гласа и дека е многу чист. А тој кога ќе дојде на власт, како пражајките лаза и си ги покаже рокчињата. Исто. Значи не верувам во никој. А и то што немаме систем во државата немаме. Ама кој да дојде на власт, ма не да се оближуваат градоначалници, та патчиња правиле, та игралиште, та паркчиња, само за тоа ги биве да се сликаат. За друго ништо не ги бива. За крадење колку сакаш. Све значи еснафи, на еден начин кажано просто. Значи нема да биде ова држава. И на антикорупцијска уопште не, значи џаби е се што и да направат, ништо нема да направат. Никој нема едноставно да одева за ниедно кривично дело. Џабе се замараат, џабо преокупација и се оптеретуваат. Никој нема да одговара. Бидете сигурни, а милиони се изнесува од државата. Милиони по трансакциони банки, па тоа е трансфери и други работи. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ова е за поздравување, меѓутоа ја мислам дека нема да профункционира. Значи се е во ред. Дај Боже така да биде овако за сите и да видиме народните пари каде одат. Значи јас колку што знам, правни лица, пошто сум имала прилика, правно лице ше пред 10 години нема право договор на дело да
да запосли човек. Мене многу ми е тука чудно како, значи, законот за некого важи, за некого не. Значи, за државата законите како сакат, кој закон им важи, кој не. А за правните лица мора да биде како што е донесен законот. И сега тука ќе видиме дека нешто не функционира. Значи, зашто да значи ти имаш вработено луѓе и ти пак по договор на дело вработуваш други. Значи, ја ова стварно не можам. Дали овие луѓе, не знам кој збор да го употребам, не знаат да работат, само за взимаат место на Демек и чекај сега ќе земеме други тие да работат. Значи, едниве не знаат да работат само за плата, а другиве за да ја сработат работата. Затоа кај нас се ни оди вака на опачки. Значи, за една функција по 2-3 вработени. Ја не знам ова како може вака да се деси. И тие еве колку има таму не знам 1000-2000 колку има што не идат на работа, а се запослени и зимат плата. Па чекайте, тоа се народни пари бе. И пратенициве, и сите функционери, значи зимат народни пари. Народот плаќа даноци и све. Значи не можеш ти да работиш контра на закон. Не можеш работиш. Јас зборам дека не би требало, а не дека не можеш. Значи државата може да како сака да се работи, за нејзин еден закон не функционира, затоа што све се под нивна капа. Затоа реков и судиите, не може судија да бира парламенти ова. Треба да ги бира. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следна линија, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Поздрав, Огнен. Поздрав. Има голем поздрав и Петкот, господјава што зборуваше се, свака и час, ја пратам нон-стоп, свака и час. Најреална, мислам дека меѓу сите овие што се воеме 20 души или 30 души, колку сме, свака и час. Најреална шета е што дали може да влезе у парламентот, малку да го растои тој парламент. Свака и час. Овој порук дали спие таму пред лесвици кај вас? Кој? Аспарух, првиот што се јавува. Добро. Дали спие, дали е вработен он кај вас? Ке ве замолам да зборувате за темата, Добро, ајде господине. не коментирам. Види се, ја ги жалам овој Зекири и Рашковски, што гледам вака на телевизија, Рашковски и Зекири. Што ги жалам? Што немаат снимено као која краделе, што немаат снимки. Але се таа антикорупцијска, дали може да праша, кој ви нареди ви да крадете, на кого му дававте делбе? Кој може сам да краде оваа држава, ако не знае тој најглавниот? Па јас сум работел во фирми. Не може работник или стражарот или сметководителот да краде пред директорот. А кој ни беше нас премиен овие 5 години? Што не отидат до него да видат како ги намести сите тие негови блиски пријатели? И почнејќи од Боки, па Катица Јанева, ево го Зекири, Рашковски, па ќе дојде Забрчанец, па ќе дојде па Богоевски. Уште не се освесуваат со кого има работа овие луѓе. Ама ќе дојде време после година, 2 години, ќе се отворат книгите, ќе видиме кој шо крадал, ако сум крадал, нека ме пикнат у затвор. Стварно ќе биде жално е за оваа Македонија што Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, господин Огнен. Поздрав, благодарам, повелете. Поздрав и до сите ваши гледачи. Поздрав. Видим, некако нашите коментари чудни ми изгледаат мене. Сега антикорупцијска работи, во ред. Ама многу сега, антикорупцијеркава што е главнава, многу завршила големи работи. Јас не знам пред 5 години не постоеше, дали па имам амнезија, значи сум заборавил нешто, дека постоела антикорупцијска. А имаше скандали невидени размери. Значи, ова не знам зошто се работи. Дали се работи за Рашковски со тоа, за, како се викаше, за полицијата што беше, соцсверот, или па и за Зекири со тие 2 фирми, дали е тоа работава? Па тоа има поднесено, или се притвори Зекири.
За тоа ли се работи? И башка за она што се нарекува договори, правење за вработени и слично. Он случил договори со две фирми хрватски. Едната 750.000 евра, едната е 170.000 евра. Сосема е 920.000 евра за консултантски услуги, господине Огне. Значи не се украдени парите, само се без тендер најдени консултантските фирми што треба да работат консултантски услуги. Значи овдека не се работи за некој грабеж од стотици милиони или милиарди како 2014 или 2016 ќе направеа. Ова се работи за ситни работи према тие. Значи ова можеш секој да го поплукаш, држеш, ова не е ништо према тоа. Сакам да кажам дека луѓето што се явуваат многу силни, пример, антикорупцијска работи. Па кај беше пред тоа антикорупцијска? Сега значи има демократија и седаш двајцата беа генерални секретари на владата и оставка одма, jer неги двајцата беа по притвор. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Здраво. Да, повелете, добар ден. Вака би рекол, имаше на ова, кога се викаше, на Фейсбук. На Фейсбук имаше некоја за фраканција тамо со слики како се сликал Заев со сите овие што ги даваат сега што ги даваат. И извини малку само нешто Ајде. тука. Сега на телефон викнам на него. И тие такви за фраканци вика опасен е човеков ако сте дружите со него. Но тие слики го има и за Кири, го има и овој Рашковски. И само ќе кажам една работа. Идем ја игра играта на што. Значи, тој е опасниот човек. Или кога не работа на крајта, ќе мора државата од свој джеп да исплати пари за оштета на овие двојка, како што исплати доста пари до сега државата за еден тако билен типа на крај пораше да им исплаќаме од нас джеп пари, од државниот джеп пари за обештетување за обвинението и се останато. Или судиите нека се зафатат како што треба да си ја вршат работата, обвинителите се како истрагата да потираат како што треба цврсто, на цврсти основи, а не вака на реклата за ламуавети, бидејќи овој Закири не е нека ситна боранија у држава, па за тек така лесно да изгори. За Рашковски мање више, тој доста други направи меѓу време, али Закири е зафркнат играч, ја не верам тек така он да влегува оваква шема. Ајде биде поздравен пријатно. Благодарам. Повелете следен кој ни се јавува. Добар ден, колега, Пепи. Поздрав, повелете. Фала Богу што те добив. Ептен ми е кеф. Ептен. Повелете. Тешко те добивам. Значи, поздрав до колегата Исо, поздрав од Анета до Мартина, поздрав до сите гледачи. Благодарим, повелете. Вака, ја ова убаво што прави комисијата, меѓутоа во Рашковски верувам, али во Закири не, Исо. Овој Исо, не извини, Огнен колега. Во Закири не. Да. Во Закири не. Ја не верувам он да прави нешто. Он се договарал со германизот, со кого, значи, без да напише нешто, како се барање, како се вика тоа, не знам. Значи, Рашковски можда со тоа за полицијата, а за Закири 100% сум сигурен дека не е виновен. Огнен, јас сум секогаш, Огнен, јас сум секогаш краток, поздрав од Пепи до сите, све најубаво. Благодарам, Пепи, поздрав за вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден и Добар ден. Вам и на вашата екипа. Зошто тоа дете да биде у затвор, а зошто да не биде Рада, зошто да не биде она, како се викаше, Трипон Костовски, што има и банка, и заборев. И да има и поштата да е негова, и друго што има друго, 3 работи. Зошто него он? Ама он е манекен? Како? Само тие што се малите,
Малите мравчички тие ќе одат у затвор. Без потреба. Срамота. А она чучулигата Вилма Русковска не ја треба да ја спукнат тамо. Оти она ги крие сите документи у фирмата. Што сака она од некого? Од малите мрвтички што едва и преживуваат. Срам да е. Толку ви благодарам, извини ако сгреши. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Следен на линија, повелете. Огнен здрав. Поздрав, повелете. Зекири како Зекири, мислам дека сам не може да направи таква кражба. Зошто? Проектот е многу скап и тука сигурно треба да се состанат луѓе кои треба да го одобрат тоа, а после тоа тој налог треба да оди кај благајникот да се потпишат тие пари да се префрлат на фирмата што дава тие услуги. Зошто не се обелодени која фирма е и кои се тие луѓе што даваат такви скапи консултации? Верувам дека е тоа некоја албанска фирма, поврзана, договорена и Која фирма? утена нешто се вика. За Зекири зборувате? За Зекири збор. Хрватска е фирмата. Хрватска фирма, меѓутоа таа фирма може да ја води албанец. Може и Марсовец да ја води. Зар ние овде немаме некоја таква фирма за помали пари да даде такви услуги? Може и Ама договорена кражба. Може и канаѓанец, господине. Тако не ме разбрав? Може да биде и канаѓанец или американец. Абе се тоа финтик. Може да биде и Марсовец. Така е, реков веќе. Јас ќе ви кажам, кога ќе се смени власта, ако дојде власт која ќе ги обелодени сите работи и која ќе сака да ги казни сите овие престапници, почев од тој од Муртино, а тој ќе избега, бидете сигурни дека ќе избега, и покрај него ќе избегаат и други кои веќе имаат купено станови во странство. А ние ќе останеме сиромаси за парите што ги украдува. Поздрав! Благодарам за јавувањето, поздрав и за вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав. Поздрав. Вака, све кај нас од власта па до парламент, судство, меѓународни фактори, сите велат дека се највисока ниво на корупција имаме. Политичките партии никој не ги гони, имаат буџет од 0,15% од буџетот, односно околу 650 милиони евра, плюс државата им дава, ВМРО годинава зел над 140.000 евра, СДСМ под 140.000 евра за анализа, обука на аналитичари и анализи, не знам за партиски. Тоа се грдни пари, па кога ќе ги видам овие аналитичари на телевизија, а зимаат грдни пари по 3-4.000 евра месечно. Друго, дали не е корупција што сите функционери, прв, втор, трет ешалон, министри, пратеници, сите тие по правилник на партијата даваат 10% од личниот доход во партијата. Годинава ВМРО има мал износ на донацијот и нема директори, нема ешелони тие први. А СДСМ води. Дали некој ги испитува тие пари, дали се легални? Тоа е чиста кражба од народот. Нека им ги намалат 10% платите, па нека дадат од свој джеп 5-10%, нека донираат во партиите. Толку за сега. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, Иван, повелете. Јас малку ќе го коментирам, не како човек кој што има информации, како многу тука што има, него од ова што го слушам по телевизија и се по. Прво таа Ивановска, кога дискутира околу тоа за антикорупцијската комисија, таа вика дека они нема никакви надлежности, илјади не знам колку доставиле предмети кои што се за разгледување,
ама от тие, не знам, еден минимален број, да не речам 10, биле прифатени за да ги дават на јавното обвинителство да ги процесуира. Сега, ова антикорупција вика поне против Рашковски и Зекири. Поднела антикорупцијска комисија, ова мене ми личи како на една игра за забава за овој народот, за плепсот, кој што бара игри и забави и храна, лепче. И ние, неверојатно е нешто, како ние овдека кога се дискутира, сите дискутанти тргнуваат тоа дека Македонија има некој нормален систем со вреднување, споредување, мери систем, така наречено модерно, а никој ми не свеќа дека ова е ненормална држава. Ненормална, ни протекторат не е. Ако од калето не кажат Брн, Мрн и сите тие што беа жени на амбасадорки, и ако не излезат тие да ни кажат, да не подлучат како треба, дали кој антикорупцијска треба да работи, или некој Тимоние што беше на времето, или не знам кој ќе испадне и ќе ни каже што треба да работи овој народ. Не, а ова што ги слушаме некој што мислат дека наредна власт ќе го испита тоа, не. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден. Кривичните пријави против Рашковски и Зекири и воопшто работата на антикорупцијската комисија е само доказ дека антикорупцијска веќе не е мртво слово на хартија, туку комисија која конечно е оставена самостојно и согласно законот, според кој е формирана, законски неселективно да постапува, што пак во она претходно време беше незамисливо. Ама доста од учесниците, во овие наши заеднички контактни емисии, милуваат да кажат дека сите биле исти. Само да не се претера пак сега во друга смисла. Некако многу помпезно и надувано се сервираат податоците, како овој за Зекири, кога се вели 900 милиони евра направил за употреба. А договорот бил склучен на тој износ, а не украдени 900 милиони евра. Значи, одиме и во друга крајност и претеруваме. Треба навистина и ние малку да внимаваме што учесниците, што зборуваме и како ги интерпретираме одлуките на овие органи и тела. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Да, има, добар ден. Добар ден, повелете. Абе, луѓе, дали видовте вие некој случај од антикорупцијска комисија да има епилог, да затворат некој? Дали видовте? Ја не видов. Дали не спаќате дека јавното обвинителство си прави селекција, како ќе им наредат политичарите и над 90% све што работи антикорупцијска, не го прифаќат и не доаѓа до суд. Како не ви е јасна која е игранката, бе? Го лажат цел народ, демеќе еве се бориме за корупција. Додека нема јавно обвинителство, независно се бираат, односно Франција се донесат неутрални луѓе, или секогаш да бидат со страната на опозицијата бирано јавниот обвинител, ние ќе имаме лимунади вакви. Дали видовте вие некој да ги врати парите, да прашам? Од овие сите апаши 30 години што крадеа политичарите, од суди до политичари, све корумпирано, милионери станала. Дали видовте вие каде е случајот со Лидија со Магарињата, со Бонева и другите пратеници кои што и денеска за патни трошоци 1000 евра зима? Денеска обвинителството поднесе против Лидија Димова. Добро, само да завршам. Дали видовте вие СЈО што си доделуваше 100.000 евра да ги вратат парите или да се затвор? Дали видовте овие што 20 години не се појавува на работа, зимаа плата им течеше састо народни пари да ги вратат парите или да одговара некој за тоа? Дали видовте на тие становци милиони што треба државата да плати, место овие да платат се го направива тоа, а не цел народ да ги враќа долговите? Дали го видовте вие тоа? Значи тоа нема благо везе. Значи сите тие искокрадува пари, а никој не ги врати парите. Уште помалку лежат у затвор.
Додека овој народ не се опамети со стапови да излезе и да... А дали вие видовте дека денеска обвинителството поднесе обвинение против Лидија Димова? А дали вие го имате видено годишниот извештај на антикорупцијска во однос на тоа како е постапено? А дали вие ги читате воопшто вестите? А дали вие тој список кој што го имате за читање на овие работи ги го имате ревидирано? А дали вие ме разбирате за се тоа што ви го зборувам? Следен на линија, добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Повелете. Убав ден и вам. Од Битола. Поздрав. Сакам да кажам во врска со темата. Ајде, повелете. Антикорупцијска постои одавна. Само зошто никој не одговарал до сега пред неа или пред суд или било како. Тие ги земат таму, ги судат, ама не гледам дека некој нешто вратил. Така. И се направи 30 години, ова не е ново, 30 години, не само овај Зекири, не Рашковски, има многу лица, што ова земја е искрадена. 30 години да се кради една земја. И затоа сега имаме еден епилог, стануваме са бајле со нови цени. Другото утро стануваме со други цени. Ова земја пропадна. Ова дете пропадна тешко вас, младите, јас сум стар човек. Ама за вас, вистина ми е жал за сите. И јас имам деца. Како и сите. Ама тешко во ова земја како ќе обстанете. Гледам дека никој човек не е ни осуден. Слушам во Дубај купиле имоти, не знам кои острови купиле имоти, за да се купи таков имот. Што треба ти да имаш такво, ти не може да обезбеди ако е фабрикант. Мора ти да украдиш или да, не знам, не можам, јас се го разбирам ова никак. Така. Многу се чудам и уште луѓе во се залутани, ова партија, она партија ќе испре, никоја нема да испре. Овие се научија сите лопови. Многу голем поздрав од нашата Битола, се на љубов огнен, те поздравувам. Благодарам и јас ве поздравувам и вас и Битола. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Ја ли сум во програм? Вие сте, да. Добро. Повелете. Јас немав намера право да ти кажам на оваа тема да се јавам. Ама викам за секој случај, ако добијам, тогаш си го кажам мислење. Хајде, повелете. Але ние, граѓаните, не сме луди. Треба да знае некој тука. Кои се пред овие двајца, пред Рашковски и овој, како се вика, Шечири? Тој што бил пред нив не е можно да не знае за овие милионски афери. И тоа не динари, евро милионски. И до кога ќе ни прават мајта прат? Абе, Заев треба да си оди во затвор. Ковачевски и тој треба да оди. И до кога ние овака ќе бидеме жртви на овие невидени криминалци? Абе, ќе стане експлозија во Македонија, Огнен. Немој да мислите вие дека не се ствара критична маса. Младите сакат, веќе мора да си го кажат зборот. Енергијата кај младите, кај студентите, кај младите работници, кај работничката класа. И тоа мора наскоро да се деси. Тоа е невидено. Повеќе милиона евра, Рашковски и Шечири. Абе, кои се пред нив? И тоа обвинителство на таа рускост, како се вика. Треба да си го кажа еднаш веќе зборот. Ние што очекуваме од антикорупцијска? Антикорупцијска е периферен орган. Лели гледате колку кривични пријави има поднесено, никој од органите не реагира. И покрај тоа што перфектно си ја работата членовите на антикорупцијска комисија. Така. Или ние ќе чекаме на крајот на кривичната армијата да си го каже зборот. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Колку време треба да чекаме за Рашковски да е во затвор? И ми кажете? Не знам, господине, јас не работам ниту во судските процеси, ниту во обвинителството. Не работите вие тамо. А за Кирилов е шарлатанот и тој треба во затвор да оди уште се договачиш. Тоа е работава. И тоа не го знаете. Огнен, вие сте за гости во судијата, таа емисија добро се ја водите. Од оваа емисија се ја водите, нема никаков ефект. Џабе ја водите.
Така ли е, Огне? Ти кажете ли нешто за темата? Поздрав, ајде, темата. Ајде, поздрав, пријатно. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Овие млади, ја ги викам петлиња пеат, меѓутоа не е 30 години Македонија. Македонија е 70 години после ослободувањето. Ограбена, оштетена, антикорупцијска не работи. Како ќе работи антикорупцијска кога она не слово гласно, да речеме, безгласна е. Затоа што, не знам, таа Уранија 4000 евра плата финска, Хелсински комитет. Не знам што уште кажуваат уште до времето на Тито. Абе, луѓе, не знаете дека што е хаос, анархија и протекторат. Веќе, викаат дека не сме ни протекторат, затоа што ние не може да бидеме дел од светската историја држава и да правиме некои незамисливи кога кај нас овие се главните играчи на мир, Бранко Црвенко, милиони, Лидија Дим, Магариња Тристењец, абе милиарди овие со овие илјадници овие, како се викаат, евра. А милиарди не знаат математика, затоа што обезвредната Македонија како држава со словенската реченица ќе донесеме неписмени да ги контролираме, да ги експлоатираме. Неписмените, Лазар Кушевски и тие другите, се народни херои, неписмени. Повидете на пензионерско кој ни е. Да, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. И убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Можете убава тема. Меѓутоа нема правда во оваа држава, господине новинар. Знаете што, антикорупцијска поднесе кривични пријави против Рашковски и Зекири. Кога виде во Република Македонија само Рашковски, Зекири и Зоран Заев од село Муртино, криминалци, и Асан и Пет кои се јас, им опростувам на сите. Многу брзо забораваат овие граѓани на Република Македонија што беше од овие сите опозиционери кои што сега дигаат прашина. Ајде вака, антикорупцијска нека провери во Скопје, во сите судови, колку кривични пријави има на третиот и четвртиот ешалон на локално ниво. Во Тетово, во Гостивар нека проверат. Дека има по 200-250 кривични пријави на некои раководители од прошлата власт. Уште не се процесирани тие, се чуваат во фиока. Од кој аспект? И јас ги прашувам, еве, јавно, дали законот важи само за мене, а за некој не важи. Мене Рашковски ми е братучет, јас го сожалувам, меѓутоа, ако се оцрнил, нека се оди затвор. А зашто тие другите не одат во затвор? Зашто законот важи само за едни луѓе, а за други не? И довека вака ние нема да траеме, нема да чутиме и само да навиваме за политички партии. А ако е тоа антикорупцијска, нека влезе да има потенциран во сите општини, ги имаат кривичните пријави кои не се процесирани од 5-6 години. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Добар ден. Дали сте на линија, добар ден? Ало. Здраво, повелете. Добар ден. Секоја поднесена пријава не значи дека ќе биде прифатена од обвинителство. Така и ова, само поише ќе добие на публицитет кој злоупотреба. Затоа што ние не може таму ќе се докаже во обвинителство со документи, со докази, дали имало потреба, немало потреба, дали требало или не требало, тоа е
Меѓутоа, мене една друга работа веќе ми стана сумнителна, тоа е дека некако некои предмети многу брзо завршуваат, а некои уште не може да завршаат. Или, речемер, многу се дозволува. Така да, мислам дека антикорупцијска повеќе треба да се позанимава со работењето на судот. Видете, откако почна синот на Катица Јанева да збори јавно на телевизија, Врховен суд одма пресуди за рекет, а има постари пресуди кои уште чекаат на решавање. Или да не речем, Кацова Вилма Руцковска се фали со спогодбата со Камчев, а пазете, пријавата од 2005-2006 година против Камчев за ова дело сега што се пазарела, требала она да ја работи. И сега се прашуваме зашто тогаш не ја сработила, туку сега требаше да Катица да ја отвори предмет, за да оваа сега се кити со туѓи дела. Или земете го на денешното одлагање на одењето во затвор на Камчев и на тој другиот, Јовановиќ. Зошто е тоа така направено? Ме интересира дали некој ќе се занимава и до кога некој ќе стигна мајта во оваа држава и ќе глуми судство, а уствари гледаме дека се работи за висока корупција. Тоа е многу битно да антикорупцијска да го докаже, да ти кажам право, да влезе малку да пречечка таму. Зошто е тоа двојство во работењето? Ова ќе видите дека нема да искочи тресла се гора, родио се миш, затоа што тоа се со документи покриено. Зошто треба лека? Така. Дали сте се уште на линија? Добар ден. Добро. Поздрав до тебе, Огнен, и до... Благодарам, повелете. Ве слушам, да. Сакам да кажам дека ќе ве направат и судија. Според она што го слушнав, меѓутоа... Уште тоа не сум бил. Тоа е право на секој да коментира. Уште тоа не сум бил, повелете. Видите, вака, антикорупцијска поднесува кривични пријави против Рашковски и Зекири. Јас го поздравувам овој потек, посебно затоа што доаѓа од владата, мислам од владата, доаѓа против генералните секретари на владата, Рашковски и Зекири. Замислете, тие се големи и високи функционери. Мислам дека е тоа пример за антикорупцијска да продолжи со работата и да ги прочешла и останатите сегменти од власта, затоа што ние бевме на многу високо место во однос на корупцијата. Последниот извештај беше некое место подолу. Посебно ќе го потенцирам и тоа дека меѓумите добија пониско место во однос на она слобода што ја имаат и тоа секако е значено за нашата земја, за нашата република, за Република Македонија. Мислам дека се во ова што се прави е во контекст на она се што е криминал, се што е неправилно, треба да излезе на виделина. Морам пак да го спомнам тоа дека своевремено А1 телевизија беше затворена затоа што накриво погледал газата или неговиот сват беше срушена зградата тамо за 500 и кусур милиона. Има многу да се зборува, гледам времето минува. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Здраво, Огнен, уште еднаш. Здраво, повелете. Случајно те добив. Повелете. Види, антикорупцијска. Може ли ти као новинар или некој друг новинар да испита од кај потекнува тие антикорупцијска? Каде се движеле пред 3 или 5 години? Па прво, има тоа достапни се, личните биографии им се достапни. Па тоа треба сега да го кажете, која антикорупцијска од кај потекнува? Како прво председателот е од СДС, на корупцијска. Она е СДС. Ги има целите нивни... Ама, какво случај не огне? Ама ви кажувам дека ги има целите нивни биографии и ги има на веб страницата на антикорупцијската. Ама, оно ги има. Тоа се може да се пише. Ние знаем. Заменикот на Билјана е баджанак на тоалетна џапери. Што сега тука уште треба да измислиме ние ладна вода? Што да измислиме? Овие информации се разговарани од страна новинарите уште кога се избра составот, кажа. Па е Рашковски е кумашин со заед.
Ама Рашковски не е во антикорупцијска? Па зошто не прават групи? Па млади луѓе за тоа те да Ама тие двајца не се во антикорупцијска, против нив антикорупцијска поднесува. Ама против нив се воде, па за тоа преска се не дополни. Како они може да сами да крадат? Ами не може овде да се сам да се краде у Македонија. Така, добро. Мора да биде од портирот до пагајникот. И некој да подпише тие пари да се преправат. Сега дека полицијата ни спие, вака ќе ни прават во Македонија. Полицијата е најголем кривец што не ги гони и судиите. Зашто е таа полиција? Таа треба да не брани. А не да не борувам против полицијата, ја поштувам би сега, ама има. Стварно е воа више ненормално више што стана во Македонија Белград. Стварно е ненормално више. Не крадат, па поа мафијашка држава не постои овие ше. Добро. Истече времето. Благодарам за јавувањето во текот на ова издание. Режија да прочитам пораки, ако има време ќе пуштиме само уште еден гледаш, да дадеме предности на пораките кои што се напишани. Игор ја пишува, вели, огнен поздрав од Игор, благодарам и за вас исто, да кажам за темата дека доколку антикорупцијска има сознанија и докази дека насочените се виновни, тогаш е во ред со поднесување на кривични и треба, според мене, антикорупцијска како комисија за борба против корупција треба да има поголеми должности и треба поголема борба против корупцијата, што е како лек рана во нашето општество и конечно кој се огрешил пред законот да си одговара, завршува Игор. Поздрав за вас, Игор. Во другите пораки, Зафир вели, Огнен, како издржуваш да не се насмееш, се е тоа тренинг, практика. И тука ќе застанам. Славко Л, пак ни вели во својата порака, поздрав за вас, Зафир. Најважна и клучна улога има борбата против корупцијата. На ДКСК мора да и се овозможи антикорупцијската проверка на легислативата. Мора да се овозможи секој закон од влада, прво во ДКСК, па потоа пред пратениците во собранието на РСМ. Поздрав и за вас, Славко. Режија, дали имаме време за гледач или? Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Како си, Огнен, добар ли си? Добро е, повелете, еве. Вие како последен гледаш да ви изслушам. Гледачиве да те прашаат дали си те насмеја. Мене многу ме насмеја. Ова ВМРО сега два пати што се јавува. Он предлага една лапаца секој ден што се јавува по 3 пати. Ве молам, да само без такви моабети. А таа пратеничка, чекај да ти кажам. Пред една емисија, таа пратеничка предлага Никола Груевски да се врате од странство да повејача економијата. Абе циркузи. Абе не сте свесни ли дека? Ви ги зеде не буџетот, не Македонија, абе сланарините, донациите, за да купи плацеви на водно. Ве молам, само задржете се на темата, господине. Ама тоа е, еве сега, нели го обвинуваа Заев, бил со Боки, бил со Катица Јанева, бил со Сашо Мијалков, бил со Орце Камчев, сите се осудени. И што сакаат? Не гледаат и чорави ли се, глуви ли се. Пријатно, исклучете го гледачот. Исклучете го гледачот, режија. Значи, ве молам, следниот пат, со таков речник, да не ми се јавувате во емисија. Вие не постоите тука за да раскажувате кој не гледал, кој не слушал, кој што, кој како. Ве предупредив еднаш веќе и веќе еднаш рековте, ве предупредив. Не можам да трпам таков речник и таков однос. Вашето мислење може да си го кажете за темата. Вашето мислење за мислењето на гледачите е сосема неважно. Не знам како да ви го објаснам тоа. Не само вам, на сите гледачи кои даваат мислење за другите гледачи. Си има тема, наведена си е темата и на таа тема ќе се зборувате. Знам некогаш еве да се направам луд дека не слушам кога ќе излезете малку надвор од неа. Некои луѓе сакаат и отстрана да ги фатат работите, па ги оставам да видам да ги измесат како што треба, но во секој случај тема се знае што е. И ве молам речникот, дајте па се јавувате на телевизија, па срамота е, јавен дискурс е во прашање, видете колку е часот, па деца седат пред екран. Глупости. Благодарам за вниманието, ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден. Останете бидејќи следува дневникот во 17 часот. Пријатно од мене.